Јас сум Илица Лукосби, имам 25 години, сум дипломиран маркетинг менеджер на Економскиот факултет во Билен и беам населен во овие крунки исто како вас. И мислам дека имам формулата за успех. Завршување на основно, завршување на средно, факултет, дипломирање, па потоа себе. Но дознав дека формулата не е баш функционална. Пред да започне само да ме прашам едно прашање, дали некој од вас користи Инстаграм или ТикТок? Да. Дали се десило некогаш пред да запознаете некој, дали се испражили на интернет? Добро, отлично. Значи, уствари тоа е еден вид на бренд. Вие сте брендот, вие истражувате некој друг бренд. Што значи дека вие веќе го имате вашиот бренд, само што не е обликуван во насоката што сакате вие. Може да почнеме од CV-то. CV-то е еден документ, сигурно сте запознаени, што го формулирате пред да подадете работа. Но фактите покажуваат друго, дека 70% или 72% од рекрутерите, односно оние што работуваат, истражуваат на интернет пред да го пратите вашето CV. Се обидов на тој начин што ви кажат, преку CV-то да добијам еден вид на работа, сигурна работа. Во рок од месец дена аплицирав на 30, може би повеќе од 30 работни места, но да ја знаете каков одговор дојде. Никаков. Значи, не дојде никаков позитивен одговор, бидејќи системот на вработување не е баш така како што изгледа. Тие си должни законски да објават конкурс за ваканти, што и не значи дека ќе вработаме од таа апликација, што се уствари значи личното брендирање или персоналниот бренд. Тоа представува, да ви објаснам на поедноставен начин, тоа представува обликување на перцепцијата што има луѓето за вас. Значи, луѓето мислат дека персоналниот брендинг е снимање или сликање на Инстаграм и објавување кафе, што е сосема погрешно. Персоналниот брендинг многу повеќе навлегува во суштината на бизнисот и на кариерата, каде што може да ви отвори многу врати понатака. Една мала задача, отприлика 30 секунди со вашето другарче до вас. За 30 секунди пробајте да го пишете другарчето до вас. Со избор. Добро, почнете да Веќе ги смисливте тие три збора, може би некој од нив ќе се интересен, забавен или, например, човек кој доцни. Во една смисла, тоа е вашиот моментален бренд. Значи, доколку аплицирате некаде, на некое работно место или доколку некој директор сака да ви даде вас стипендија, дали би сакале вашиот бренд да биде човек што доцни. Доколку сакаме да осмениме тоа, може многу едноставно да се променат тие три зборови и уствари тоа е моќта на персоналниот брендинг. Како можете и вие да стигнете таа работа, посакувана работа на интернет? Прво би ви препорачал да почнете со LinkedIn. Можете директно да стапите во контакт со предприемачи, со бизнисмени, со луѓе кои што веќе имаат успех и многу едноставно, не е како Инстаграм, најчесто тие ја користат таа платформа многу често и можете до директен контакт да дојдете до можности кои што и никогаш не сте ги замислувале. Прво би ве советувал да откриете што сакате. Дали е тоа љубовта кон цртањето, дали е тоа љубовта кон кодирањето, нешто што ве интересира и што ви ја зголемува вашата љубопитност. Не мора да биде нешто премногу за почетокот, треба едноставно само да почнете од некаде, потоа тоа може да прорасне во нешто многу поголемо што и никогаш не сте замислувале. Вториот чекор би бил, пробајте да ги исчистите профилите, бидејќи некој рекрутер, доколку, како што ви кажав, 70% од рекрутерите, односно луѓето кои што вработуваат, истражуваат на интернет пред да ве вработа. Значи 70% е многу голема бројка. Доколку некој го изгугла вашето име, што би видел на вашите профили?
Дали е тоа во согласно со вашите цели и стандарди или е сосема нешто случајно. Исто така друг важен или трет чекор, можете да документирате дури и да не креирате. Значи, доколку немате некоја идеја, можете, например, сте сега на час по бизнис, извлекувате некоја полука од таа лекција што сте добиле, ставате ваша перспектива од таа лекција и потоа ја објавувате како еден видеозапис или како пост, односно текст пост. Луѓето вреднуваат перспективи во денешно општество, бидејќи со еволуцијата на AI, сигурно сте запознати, многу е лесно да се дојде до информација, до факт како суров материјал, но многу е потешко да се дојде до човек што има реална перспектива, односно размислување. Бидејќи 90% од луѓето сега користат AI како свој извор на не само на знаење, туку и размислување. Со што и некои понови студии кажуваат дека капацитетот на размислување на мозокот на човекот се намалува. Би ви поставил сега уште едно прашање. Може би не би сакале да бидете вработен за некој. Или не сакате да имате менаџер или шеф над вас, но сакате да имате свој бизнис. Би ви поставил едно прашање. Дали некој од вас го знае генералниот директор или сопственикот на Toyota? Или Volkswagen или BMW? Очигледно не. Но дали го знаете сопственикот или генералниот директор на Тесла? Да, точно. Уствари тоа е суштината на персоналниот бренд. Значи, доколку сте скриени зад логото, не многу луѓе за вас знаат. Но доколку сте јавна личност и постојано ги кажувате вашите мислења, доаѓате до многу големи можности. Значи, Илон Маск, доколку би бил зад логото Тесла и не се промовирал на своите платформи или не е битно на која платформа, да го кажува своето мислење, ние не би ни знаеле дека тој има 3 компании или 4 и за него би било многу тешко тој како поединец, доколку во иднина би сакал да отвори друга компанија освен Тесла, тие потрошувачи, односно купувачи, да ги пренасочи во таа компанија. Но денеска Тесла вреди милиарди долари со потрошени многу ниска сума на пари за реклами, бидејќи Елон Маск е сам за себе своја реклама. Што значи дека тој изградил свој персонален бренд, односно собрал група на луѓе кои што го поддржува не затоа што тој продава автомобили, туку го поддржуваат заради неговото мислење. Значи тој не продава сега само автомобили, тој како индивидуална личност, бидејќи има толку моćен персонален бренд, има отворено повеќе компании, од кои некои се продава ракети, има Starlink за телекомуникација, продава парфеми, па и ред други работи. Со што за него е многу полесно веќе луѓето што ги има на социјалните мрежи, односно луѓето што го пратат заради неговото размислување, да ги пренасочи во други канали. Односно, тој е како поединец, собира група на луѓе што го следат генерално заради неговото мислење. И сега доколку Елон Маск би почнал од почеток, а има група на луѓе, многу полесно би ги пренасочил потрошувачите кон други канали. Дури и да отвори сега некоја нова компанија, него не му треба нова публика, може од истата публика веќе што ја има само да ја пренасочи од својот персонален бренд. Со што за разлика доколку би имал само компанија, како компанија Тесла, би било тоа многу потешко, скоро невозможно. Доколку би бил како поединец зад логото на Тесла, тој ги има веќе луѓето кои што се љубители на автомобилите и за него ќе биде многу потешко, скоро и неверојатно, да ги пренасочи во други канали, како што се неговата платформа, неговиот бренд за телекомуникација. Имаме и други примери каде што се покажува моќта на персоналниот брендинг. Еве за пример ќе го земам брендот Nike. Сигурно знаете, сте слушнале, можеби и користите негови производи, но Nike не би бил Nike доколку би било само нивното лого, односно нивниот свуш. Тие, за да го изградат својот бренд, ангажираат поединци, личности кои што би помогнале да го изградат брендот на ниво каде што е веќе денеска. Тоа може да го заприметиме како што се личностите кои ги спонзорира Nike,
како што се Кристијано Роналдо, Майкл Џордан и многу други. Тоа е уствари моќта на персоналниот брендинг. Луѓето не се поврзуваат со логоа, туку се поврзуваат со личности, односно делот од нашето лице, нашите очи, со што многу е полесен и поефикасен начинот за успех доколку се промовирате како личност, отколку да се криете зад лого или зад некој графикон.